Агенда 21 веќе редовно ја гледате на телевизија Телма секоја сабота во 20 часот, но токму тие сакаат да порачаат и се разбира да презентираат нивната акција која што ја спроведуваат во соработка и со нула отпад и со алгоритам, и токму на таа тема ќе зборуваме во денешнава тема на денот петочна во утринската на Телма. И ќе стартувам со Весна Петрушевска. Добро утро, Веснич. Драго ми е што ова многу го цениме цел тим на утринска, затоа што те разбудивме волку рано. Сите се прашуваме што ќе правиш после јавувањево, после интервјуто, затоа што не е својствено, предпоставам, волку рано да се будиш. Добро утро. Здраво, Ненатле, колку ми е драго што те гледам, иако те гледам на утринска. Децата колкави ти порасна? Растат, тугите деца растат побрзо, знаеш. Да ги бациш од мене. Фала ти. Што ќе правам? Па веројатно ќе ги наранам кучињата, јас имам 4 и ќе прочитам нешто што треба да прочитам. Вчера баш ја прегледував новата емисија што ќе оди во сабота во 20 часот и можам навистина со полна одговорност и целосна моја професионална кариера тврдам дека во моментов Агенда 21 е најдобриот телевизиски формат во македонскиот етер. Така. Нема подобар и е гледан многу, што значи допревме до луѓето и ме прашуваат, што е многу важно, затоа што е тоа најважната тема со која што треба да се бавиме, а не со теми кои што не заморуваат, а не можеме никако да влијаеме на нив. Со ова можеме сами да допринесеме за нашиот квалитетен и здрав живот, иако во емисијата јас и Игор зборуваме дека нашата генерација сега може условно да се гребе нешто да поправиме затоа што многу работи се уништија, но младите генерации навистина треба да бидат тие кои што ќе допринесат за поздрав живот за наредни генерации. Инаку ние тоа што го направивме, зборувам ние, Да. како генерација, ние баш и не можеме да се пофалиме со некоја еколошка култура. Да, но имаме и ние, нели, пропратно еколошки акции во утринската, каде што со гледачите споделуваме диви депони, нели, и сите тие еколошки катастрофи кои што ни пристигнуваат во вид на фотографија во соработка, нели, со сите оние кои што не гледаат. И верувам дека и вие сте шокирани од кога почнавте да го правите проектот од тоа колку ни е загадена Македонија. Така е, Македонија депонија. Македонија депонија, за жал. Гледам дека сте, и многу ми е драго што Телма не само што сте еколошки освестена телевизија, туку имате и документарци еколошки, Така. што е многу едукативни. Што значи дека програмски сте ориентирани натаму и сте единствени. Тоа друга телевизија не го прави. Така е, но имаме убав фидбек и вие од гледачите и ние од гледачите, каде што, нели, комуницираме со нив и споделуваме се. Градоначалниците сите ветуваа дека еколошки ќе се подосвестат и ќе подисчистат, но да се надеваме дека тоа и ќе го направат, нели, на дело. Она што вие на дело го направивте и впрочем ќе имаме можност многу повеќе да гледаме во вашата утрешна емисија во 20 часот која што ќе се емитува на Телма во Агенда 21, се разбира акцијата која што ја иницииравте вие како ТВ проект заедно со сите оние соработници кои што ви беа потребни. Па ајде околу таа акција многу повеќе детали очекувам од тебе. Па и во разговор малку подоцна. Утре нема да биде тоа, ќе биде дури во следната, затоа што сега наредните 5 епизоди ги посветивме на електронски отпад и секако и за батериите, така да тоа што го правевме со алгоритам ќе го измонтираме за во следната, значи не во 6-та, во 7-та епизода. Добра. Но што се однесува зошто токму со алгоритам е сега, за разлика од другите школи средни, алгоритам е сигурна сум да не импровизираме. Значи јас сум сигурна тоа е единственото школа што се бави, што е освестено еколошки, што им е важно да ги следат и да ги едуцираат децата во еколошки контекст. И тоа не е флоскула, туку тоа навистина тие го прават. Не само што собраат, туку се трудеа децата, не знам, одеа по
фирми, па бара, па им беше важно, па не знам ја кога ги собравме на еден куп, па прашува, леле што е ова? Факс, факс. Што е ова? Стара фискална. Кога би биле фискалните? Мислам, исклучително одговорно училиште. Такви да бидат сите, ќе бидеме многу подобри. Така е. Веснича, многу успеси, те оставам да си уживаш во остатокот од денот. Јас веќе имам представници нели со кои што соработувавте овде во студио. Кажи? Да, знам имаш представници, поздрав до Ана, мислам дека е таму. Ана и Билјана, да. И Билјана, Билјана од нула отпад, така. Само да, сигурно ќе ви кажат и од нула отпад. Бројките со кои што се бавиме за електронскиот отпад се монструозни и апокалиптични, верувај ми. Значи, тоа отпадот е голем колку кинескиот зид на електричниот отпад. И затоа треба да се... И ако ќе ти кажат сигурно другарките таму, ама реално ако фрлиш било каков електронски отпад во комунален отпад, учествуваш во синџирот на исхрана, поточно учествуваш во труење на твоите деца, на себе си, испуштаат олово, цинк, разни отровни материјали кои што потоа ние ги јадеме, или на почва ќе ги пренесеш, а не сме грижливи за отпадот. Ти ако малце си гледал сигурно агенда и имаме ние снимки со дрон, па ние имаме многу повеќе депонии отколку што имаме зелени површини. Така е. Тоа е важно, но ќе ти раскажат се и мислам дека треба повеќе и Телма исто така ќе ни помогне. Ова нема да биде секако супер што и на ниво на утринска разговараме за ова, затоа што е многу важна едукацијата. Тоа што најмалку се практикува тука во Македонија е да се едуцира народот како треба да се постапува. Тоа е многу важно и да се освести. Значи, освестувањето и едуцирањето е многу важно. Така е. Верувам дека ќе успееме сите, а и ти, Игор, со Агенда 21, за уште во првата сезона да извлијаете и да ги освестиме малку, посебно новите генерации. Супер. Така, фала ти, Веснич, поздрав. Фала, Ненад, поздрав, Домче, ве поздравувам во студио, ве сакам, ве љубам, поздрав до уредникот Горан, кој што ми должи доручек, ручек, вечера, па ручек. Еве, слушам ти звони некој на врата, тоа е доручекот, ручекот вечерата од Горан, кој што ти стига во моментов. Толку сме брзи. Фала ти, Веснич, поздрав. Бежата Весна Петрушевска, нели зборувавме за акцијата која што ја спроводуваат тие заедно со своите соработници, а нивните соработници ги имаме овде во утринската и ќе продолжиме на оваа тема околу електронскиот отпад. Прво да ве представам, драго ми е што ни дојдовте на гости, Билјана Костадиновска, представник од Нула отпад, и Ана Пејовска, представник од Алгоритам. Добро утро. Верувам добри, расонети. Да. Со Весна веќе стартувавме нели на темата за електронскиот отпад како најава нели за нивната емисија и нивните емисии понатаму каде што ќе ја обработуваат оваа тема Агенда 21 сабота 20 часот. Со вас ќе појасниме и вие како дел нели партнери во целата оваа акција нивна. Вие долги години наназад, зборувам вие и Алгоритам и Нула отпад, се занимавате нели со оваа тема, па би сакали да споделиме статистики и се она што нели ќе ги освести малку и граѓаните околу овој тип на отпад. Прво, ај малку да ве запознаат, да речеме, оние кои што недоволно слушнале, со што се бави Нула отпад како таква и Алгоритам како такви. Одиме поред. Така, Нула отпад го организира системот на собирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори, кој што во континуитет се спроведува и допринесува да се намали количината на овој отпад до континерите, во реките, во езерата и во планините. Местото на овој отпад не е таму, станува збор за опасен отпад, кој што наведом делува како безопасен, меѓутоа неговото несоодветно отстранување доведува до
испуштање на тешки метали во воздухот, водата и почвата, кои што многу лесно навлегуваат во синџирот на исхрана и повторно се враќаат во нашето тело како предизвикувачи на сериозни болести. Да. Листата на болести е навистина долга, а последиците се фатални, што наметнува неопходна селекција на овој вид на отпад на страна од комуналниот отпад. Добро, зошто до сега тоа не се направило? Зошто на ниво на држава со закони тоа не се издействува уште многу поодамна, затоа што ова е познато, нели? Так. И електричниот отпад, батериите посебно, сето тоа так. И на долгорочен период. Видете, ние закони имаме кои што постојат. Сега од следната година веќе имаме и дополнување на законските регулативи со цел, нели, сите пропусти да се надокнадат во тој дел, меѓутоа она што ни недостасува е доследно спроведување на законите и индивидуална и колективна свест. Пред се тргнуваме од индивидуална, бидејќи промените се случуваат почнувајќи од секој еден од нас. Да, да. Ана, останавме кај представувањето, односно така, алгоритам. Да. Алгоритам како приватна гимназија се приклучи на ова иницијатива на нула отпад и заедно со Агенда 21. И да се надоврзам на она што Билјана го кажа во однос на освестувањето индивидуална, значи почнува од секој човек, ние се трудиме со нашите ученици да ја всадиме таа свест и еве гледаме и сме среќни што има некакви резултати во однос на тој дел. Ова ќе прерасне ли малку пошироко со вклучување на се повеќе ученици, други гимназии? Да, апсолутно, јас се надевам дека и понатаму го развивате ли натаму како? Да, она што и ние го работиме како освен собирањето на електронскиот отпад, во доменот на подигнување на јавната свест на изоставен дел е еколошката едукација. Тоа го практикуваме буквално од градинка, основно образование, па преку вакви проекти ги вклучуваме и младите, бидејќи тие користат технолошки пронајдоци, се директно зависници од современата технологија, а со тоа и создаваат електронски отпад. И сметаме дека со ефективна еколошка едукација, младите би биле посвесни со случувањата во околината, би биле поактивни критичари кога нешто не е во ред, кога некој узурпира јавен простор, кога уништува зелени појаси, загадува вода или воздух. Не би биле пасивни, би знаеле како и кога треба да реагираат кога работите не се во ред. Така, гледаме фотографии кои што ни ги доставивте од самата акција, гледачите тоа го гледаат. Но пред да преминеме на акцијата и соработката, она што ми е клучно прашање, еве и јас како граѓанин во Македонија кој што нели има електронски отпад, мислам дека луѓето доволно не се информирани каде можат да се обратат за да го фрлат тој отпад. Така. Значи ние и најлесно им е, извини, во контејнерот или најблиското нива и така натаму. Таа е праксата која што се што до некаде не се криви. Не знаат луѓето дека може да се обратат или дали има добар фидбек од таа страна каде што ќе се обратат за да може да го достават или да им го превземат тој отпад. Ние се потрудивме да возможиме еден достапен сервис со тоа што имаме еколинија. Тоа е телефонскиот број 070-236-000, каде што граѓани 070-236-000 е бројот каде што можете да пријавите електронски отпад, односно да се јавите за да ви го одземат. Тоа е најлесниот начин. Значи со едноставно јавување го пријавувате отпадот што го имате од вашиот дом и доаѓа екипа со лиценцирана транспортна фирма која што бесплатно го подигнува од вашиот дом на ниво на Македонија. Значи единствено треба да е уредот исклучен од вода и струја, да е на достапно место за преземање, значи нема потреба од никакво кревање, изнесување, барање на возило, посебно е проблем габаритните уреди како фрижидери, шпорети. Тука ги офаќаме и оние ранливи категории на граѓани кои што се постари, болни, повозрасни и не можат да го изнесат тој габаритен отпад од својот дом. Возрастни чекаат старо купуем да дојде за да го отстрани фрижидерот. Тоа е друг проблем. Значи тука граѓаните често за некој символичен надоместок го даваат отпадот на старо купуем или неформалниот сектор. Може би не знаат дека може да се обратат. Да, меѓутоа не е исправно. Значи веќе на следниот чекор, на следната уличка се пали, се палат кабли. Се испушта густ теменчат на кој што содржи бром. Тој зема што му треба, другото повторно во отпад. Во несоодветни услови го третира тој отпад. Се испушта огромна количина на бром која што е еден од причинителите на проблеми кај жените со репродуктивниот систем. Стерилитетот бромот е еден од предизвикувачот на тоа е една болест која што е веќе дел од нашето секојдневие и која што еве знаеме од
што може да ја причини, а сепак несвесно не може нашиот индивидуален проблем стариот фрижидер ќе го дадеме, меѓутоа со тоа го загрозуваме своето здравје и колективното здравје воопшто. Да, од искуство и дел од компаниите кои што нели продаваат бела техника и така натаму се нудат да го одземат стариот, да речеме, фрижидер или машина за перење. Верувам дека соработувате и таа опција не е лоша. Да, таа е исправна, зашто така ќе се осигураме дека отпадот ќе заврши на вистинско место и дека во безбедни услови ќе се отстранат токсичните метали, а она што може да се искористи како вредна и ретка суровина, повторно ќе се врати во производството. Така. Ајде сега за соработкава со Агенда 21. По нивна иницијатива ве собра и решивте нели да влијаете прво кај граѓаните преку нивниот ТВ проект, а после и нели на дело. Така, тие се сега наши партнери, сега сме посилни во нашата мисија, нели, за промена во размислувањето и ние сме тука, немојте да заборавите. Секако и медиумите се наши партнери. Ние се надеваме дека преку ова шоу, кое што ги надминува стандардите на една шаблонска едукативна емисија, која што е интересна со докажана и проверена екипа, која што е зачинета со млада енергија, сепак младите се тие носители. И јас ке се надоврзам. И големите популарни ТВ ликови, нели, големите кои што ги следат многу генерации. Проверена и докажана екипа. Треба во вакви проекти да влијат кај граѓаните и ова нека биде потеки за оние нови генерации инфлуенсери, нели, влијачи на кај младите, се разбира и на овој начин да се приклучат и да влијаат кај новите генерации. Се надевам дека еве сите заедно ќе потикнеме повеќе луѓе да се грижат за себе и за околината, бидејќи човекот, иако е процентуално некој 0,01% од целиот жив свет, сепак ни успева во надпропорционални размери да загрозиме се останато, дури вклучувајќи и го сопствениот опстанок. Така што се надам дека еве преку вакви проекти, преку заеднички акции и преку младите и децата ќе успееме да направиме некоја промена. Добро, и како се одвиваше целата акција, како беа плановите, што се направивте? Да, она што практично всушност се одвиваше во нашето училиште, една многу пријатна атмосфера изминатиот период. Нели, инаку гимназија Алгоритам, да, заедно со Агенда 21 и Нула отпад, со нивна соработка, имавме објавено на социјалните мрежи, исто така и на веб страницата на Алгоритам, дека може луѓето, дали од дома, дали од своите фирми, се она што не им е употребливо, да го донесат во училиштето. И сега како од тука тргна всушност она по-голема иницијатива на самите ученици која што се пројави, односно учениците прашуваа професорке, од каде тој отпад, што се случува на почеток, како може ние да се вклучиме во сето тоа? И од тука произлезе идејата да ние заедно со учениците по неколку групи во низа денови распределени да одиме по фирмите директно. Значи, директно одевме од фирма во фирма, учениците се представуваа, ние сме од гимназија Алгоритам, собираме електронски отпад и верувајте дека кај 90% од фирмите кои што ги поминавме имаше нешто во ќош. Имаше нешто кое што ни го дадо и ја поздравија иницијативата, што значи веројатно дека некој треба да почне нешто за кај другиот, нели, да се отвори оној момент на свесност. Така што се собра доста електронски отпад, потоа со Агенда 21 беше собран истиот, се надевам дека и понатаму ќе соработуваме. И нешто што важно, односно најважно што сакам да го споменам е дека се оспособија 4 компјутери од овие старите кои што беа носени. Да го појасниме за гледачите, значи од овие стари, од овој отпад од фирмите, меѓу нив биле и компјутери кои што им требало многу малку за да се приспособат и повторно да бидат во функција. Да, таа реупотреба. Да се реупотребат и да се донираат, тоа е и целта, нели? Да. Успеавте тоа да го направите? Успеавме тоа да го направиме. Тука ќе ја поздравам професорката Павлина, која што е крвотокот всушност на цел овој проект кој што се одвиваше и кај нас. Заедно со неја и со ученици од повисоките години, значи од 3-4 година, оспособивме 4 компјутери. Тоа е успех. Да, и истите тие ќе ги донираме преку проектот на Борча Стаменов, Донирај компјутер, и веројатно ќе стигнат до домовите на оние на кои што им се најпотребни. Да, и тука некако сме најсреќни во тој момент. Така. И се надевам на соработка и понатаму Билјана во однос на еколошката едукација и заеднички проекти. И преку креативни проекти
поголем е ефектот кај децата кога имаме еколошки ангажирани деца, не само теорија што загадува, што не. Кога тие на терен ќе излазат и ќе го направат ова што го направија учениците од алгоритам, сметам дека на тој начин креираме општествено одговорни луѓе, на кои што селектирањето на отпад ќе им биде подеднакво исто како одржување на хигиена или миење на раце. Значи, токму кон тоа треба да целиме за да ги смениме навиките и да креираме, да направиме една смена на генерации која што во иднина ќе знае и ќе умее како да го зачува и заштити екосистемот во кој што живееме. Затоа и реков, дали можеби идејата, сигурен сум дека е развивање што повеќе на ниво на Македонија и средни училишта и основни, каде што нели прво самите ученици и дома ќе ги пренесат овие информации дека колку е штетен тој отпад, каде да се отстрани, односно каде безбедно да се фрли и дека постои телефонски број, фирма која што тоа го прави и верувам дека ќе придонесе за нели понатаму почиста. Да, децата се тие кои што преку кои внесуваме екокултура во секој дом. Верувате, рециклирањето, навистина колку им објасните на децата што значи рециклирање и што добиваме со тоа, тие максимално и посветено го прават селектирањето. Еве на отпадни батерии, кога имаме едукација за отпадни батерии, толку се ажурни што имаме една анекдота, мало детенце дома дури на дедото му е земал батеријата од слушниот апарат, бидејќи знаело таму дека има копчеста батерија и дури и тие што работат ги собрало зашто мислело дека сите батерии треба да се соберат. И навистина се децата се многу посветени, посветени се кога ќе им објасниш нешто дека има големо значење, дека зависиме од чистиот воздух, од чистата вода и храна која што ја внесуваме, тие навистина стапуваат на сила и целото своје опружување го покриваат со нашата едукација која што ние се обидуваме да им ја пренесеме. Така што тие се наши амбасадори. Така е, верувам дека. Јас само кратко би се надоврзала на она што го зборува Билјана, на таа посветеност на тинеџерите. Интересно е кога знаат, нели, се освестени низ едукација и така натаму, колку се понатаму самите тие организирани. Јас тоа го видов, со нив бев на терен. Така што истото го видов како беа тие, например, во ГТЦ бевме, и нели, тројца се распределени на призем и тие си ја прават организацијата. Значи, ние одиме тројца тука, тројца, не знам, на први кат, на трети кат, и буквално ги поменуваме сите. И тој ентузијазам и желба тука да сте присутни навистина онака прекрасно и дава една надеж за подобра, оптимизам за подобра иднина. Па да, битно е да се ангажираат и насочат правилно, а тие тоа ќе го направат во секој случај. Ви благодарам многу, овде мораме да завршиме, но не застануваме и верувајте, кога има потреба, се приклучуваме нели на секоја акција која што е потребна и медиумски да пренесеме до нашите гледачи. Многу успеси. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам.